Со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16 денеска гледаме. Филипче смета дека добро постапил што ја бойкотирал лидерската средба. Се уште без став, дали ќе ги гласаат измените на законот за прекршоци. Двете лица што му помогнаа на Саитов да избега се соочуваат со затворска казна од 5 години. Турција, Бангладеш, Непал, Индија, држави од кои има најмногу странски работници во Македонија. Над 30 деца хоспитализирани на детската клиника поради грип. Трамп тврди Иран се откажал од 800 екзекуции врз демонстрантите. Во овие вести детали за случајот со прегазената жена во Скопје, обвинение за две лица кои му помогнаа на возачот да побегне. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. СДСМ се уште не открива дали ќе ги поддржи измените на законот за прекршоци. Лидерот на партијата Венко Филипче смета дека донела исправна одлука да ја бойкотира лидерската средба. Александар Спасовски. СДСМ се свесни за придобивките од Сейф Сити, но и натаму се загрижени за висината на казните и безбедноста на собраните податоци. Опозицијскиот лидер на денешната пресконференција не откри дали ќе дадат поддршка на законот за прекршоци, кој идната недела треба да дојде на гласање. Се намалува ризикот од несреќи, сообраќајни и така натаму. Апсолутно во тој дел го поддржуваме. Меѓутоа има две битни работи за кои што треба да се зборува. Прво, во сегашниот контекст, а тоа е економската положба, состојба во државата, стандардот на граѓаните, мора да се зборува за висината на казните. И второ, исто битната работа, што и кој ги контролира огромната количина на податоци, кои што системот Сейф Сити ги собира. Ставот, ќе го кажеме, на собраниската седница. Меѓутоа, овие две работи не може туку така да поменат. Филипче смета дека донел исправна одлука да ја бойкотира лидерската средба, бидејќи, како што рече, не може да разговара со власта додека таа одбивала да даде одговори за темите кои СДСМ се обидува да ги наметне во јавноста. Иако ги критикуваше останатите опозицијски партии за тоа што соработуваат со мнозинството, сепак остави простор и неговата партија да се вклучи во разговорите на работните групи во собранието, поврзани со законите од реформската агенда. Значи, се што е процес во собранието и е дел од тоа што е регуларна комуникација, апсолутно координаторот ќе биде дел од тие процеси. Ние нашиот глас ќе го кажеме, нашиот глас секако дека ќе го кажеме во собранието, ама да даваме легитимитет на ваква власт, за да има повторно само лажна најава дека спроведуваат некакви реформи, како што беше после мојата средба. Едноставно не може им се верува. На средина од неделава политичките лидери одржаа средба на која се договорија работни групи во собранието да разговараат за сите решенија кои беа заглавени поради потребата од двотретинско или бадентерово мнозинство. Според информациите кои вчера ги соопшти премиерот, идната недела се очекува да помине законот за прекршоци кој е важен за Сейф Сити и за кој треба поддршка од 80 пратеници. А собранискиот спикер Гаши најави дека истовремено може да се очекува договори за народниот правобранител кој се гласа со бадентерово мнозинство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Двете лица што му помогнаа на Саитов да избега се соочуваат со затворска казна од 5 години. Угостителите позитивно гледаат на законот за работно ангажирање лица. Да, двете лица кои му помогнаа на обвинетиот Саид Саитов да ја напушти државата добија обвинение. Им се заканува казна затвор и до 5 години. Ивана Соколовиќ најдова во овие вести кои се последните детали. Така, Маријан, покренато обвинение за две лица, маж и жена од Скопје, кои што му помогнале на 18-годишниот Саид Саитов да ја напушти Македонија веднаш по несреќата која што се случи во близина на трговскиот центар Беверли Хилз во Скопски Капештец. Двајцата се соочуваат, како што кажат, и со казна затвор до 5 години според делото кое што им се става на товара.
тоа е помагање при на сторител по извршено кривично дело. Според она соопштение што го испрати обвинителството, опишана е целата постапка како тие му помогнале на Саитов, односно веднаш по сообраќајната незгода тие од домот на Саитов веднаш ги земале него и неговиот татко и ги принеле преку границата на граничниот премин на Табановце кон Република Србија. Особено покренатото обвинение се предлага и продолжување на притворот за мажот и продолжување на куќниот притвор за жената, а она што е во овој момент покрај овие детали со обвинението и барањето за продолжување на притвор е тоа дека Саитов се уште е во бегство и е недостапен за органите на прогона, по него е распишана меѓународна потирница. Деталите ги гледаме во прилогот. Обвинителството поднесе обвинение за маж и жена од Скопје кои му помогнале на Саид Саитов да ја напушти земјата по сообраќајката во Скопски Капештец. Во несреќата во која настрада 79-годишната скопјанка на 9 јануари, двајцата со умисла му помогнале на Саитов и неговиот татко да ја поминат македонската граница, откако избегале од местото и не укажале помош. Со автомобил Мерцедес со скопски регистарски ознаки, мажот и жената дошле до домот на осомничениот, веднаш по сообраќајната несреќа го земале заедно со неговиот татко и преку граничниот премин Табановце ги пренеле во Република Србија. Таму ги оставиле пошто помагачите се вратиле во земјава околу полнок, стои во соопштението на ОЈО. Заедно со обвинението поднесен и предлог за продолжување на притворот за обвинетиот и куќен притвор за обвинетата. Како соизвршители им се заканува казна затвор од 3 месеци до 5 години. 18-годишниот Саитов, кој без возачка дозвола и со брзина која не била прилагодена на условите, смртно ја прегази 79-годишната жена, се уште е во бегство и се бара со меѓународна потирница. Во исто време, обвинителството презема действија за испитување на евентуална одговорност и на други лица во овој настан. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Турција, Бангладеш, Непал, Индија, држави од кои има најмногу странски работници во Македонија. Агенцијата за медиуми ги повика инфлуенсерите од државата до март да се регистрираат и да ги испочитуваат законските обврски. Турција, Бангладеш, Непал, Индија. Ова се државите од кои во Македонија има најмногу ангажирани странски работници. Вчера стапи на сила одлуката на владата за квота од 10.000 работни дозволи за странци, 4.500 се за нови вработувања, а 5.250 за продолжување на договорите за странци кои веќе се ангажирани во Македонија. Мартин Арсов. Додека домашните работници се почесто ја бараат својата шанса надвор од државата, Македонија станува нова адреса за илјадници странски државјани во потрага по работа. Полека, но сигурно, Македонија во последните 3 години бележи раст на бројот на странци, кои добиле привремен престој поради вработување. Ако во 2023 таков статус добиле 823 лица, веќе во 2024 бројката се зголемува на 2397, за лани да достигне 3320 одобрени престои. Ова го покажуваат податоците кои Сител ги доби од Министерството за внатрешни работи. На врвот на листата се странските работници кои доаѓаат од Турција. Гледано по години, во 2023 година 500 лица, во 2024 бројот се искачил на 1161, а во 2025 изнесува 1078. Растот кај другите земји е уште поизразен. Најголем скок бележи Бангладеш, од само 12 работници во 2023. Бројката расте на 229 во 2024, за лани да достигне дури 626 лица. Сличен тренд се забележува и кај Непал, од 32 на 219 до 427. Кај Индија, порастот во 2024 со 300 одобрени престои, лани има благо намалување на 258. Паралелно со зголемениот прилив, МВР бележи и одлив на странски работници. Во текот на 2025 година, од страна на Министерството за внатрешни работи се евидентирани 166 странски државјани кои ја напуштиле државата, а во државата биле со статус на привремен престој по причина на вработување. Од нив се 129 државјани од Бангладеш, 34 од Непал, 3 од Индија.
Вчера стапи во сила одлуката на владата за квота од 10.000 работни дозволи за странци. 4.500 се за нови вработувања, а 5.250 за продолжување на дозволите за странци, кои веќе се ангажирани во Македонија. СДСМ и денеска преку пресконференција вели, доаѓаат така наречените економски работници. Тоа што се подготвуваше сега започна. Најпрво, владата склучи стратешки договор за кој известија британските медиуми. Во декември, британските медиуми објавија и дека согласно овој договор, мигрантите би имале можност да добијат работни визи во Македонија за работа во сектори со недостиг на работна сила. Потоа власта го смени законот за странци, ги олесни условите за доаѓање, престој и работа во Македонија. Се скратија процедурите, се продолжи времетрењето на дозволите. Со овие законски измени се создаде правна рамка за долгорочно задржување на државата, секако ако има стратешки партнер. Системот на квоти за странски работници во Македонија е применуван постојано од 2016 година наваму. Мартин Арсов, Сител телевизија. А угостителите позитивно гледаат на законот за работно ангажирање лица. За нив тоа е спас за сезоната, бидејќи во моментов само во Прилеп има недостаток и до 40% од лица кои се потребни во угостителството. Од друга страна пак, законот за заштита на пушење ќе им предизвика нови проблеми. Дарко Штарговски. Прилепските угостители со позитивни оценки за законот за работно ангажирање на лица, кој што стапи на сила со почетокот на 2026-та. Истакнуваат дека токму тој ќе им помогне во сезонскиот период, кога постариот персонал заминува на работа во странство, а тие ќе можат легално тогаш да ангажираат лица помлади од 18 години, како шанкери, келнери, готвачи и помошници во кујна. Само во лето, во Прилеп недостигаат од 30 до 40% луѓе кои што работат во секторот угостителство. Бенефитот е добар што ќе видиме сигурни, ќе си го осигураме сите деца, имаме многу интерес од младинци што сака да работат, да си пополнат, да си зема некои други пари за одмори, за буџет собствен, за такви работи. Ќе се осигураме посигурно да работиме, да бидеме и ние посигурни. Но ако овој проблем за угостителите веќе е решен, сега тие стравуваат од новиот предлог закон за пушење во угостителски објекти, од кој што стравуваат дека може да им се намали работата. Имаат своји препораки како може истиот да го заштити и здравието на граѓаните, но и како тоа да не влијае врз нивната работа. Мислам, че претрпиме големи штети во однос на тој период, ама тоа е, че видиме како ќе се одвива работите. Се уште е предлог да видиме дали ќе се усвои, дали ќе има некои други измени. Ако видиме повикани би дале предлог кој како сака нормално со надокнада како што си плаќа лиценца ноќните клуби и кабареата, секој објект да си одлучи за лиценца, макар да биде барем во летната бавча, да има и дел пушачки дел, да не биде целосно објектот, а физички одделен да биде нормално. Не како сега што се да речам, отворени летните бавчи споени со внатрешниот дел. Во моментов има 3 иницијативи во предлог законот како да се одвива пушењето во овие објекти. Првата е да се има 3 отворени страни на летната бавча со тврд кров. Другата е со шатори и тенди исто така од трите страни отворени. И третата иницијатива е исто со тврд кров, шатори и тенди и зависно од позицијата околу да има банери или огради, но не поврзани со самата кровна конструкција. За Сител, Дарко Штарговски. Агенцијата за медиуми ги повика инфлуенсерите во државата до март да се регистрираат и да ги испочитуваат законските обврски. Сите активисти со над 10.000 следбеници на социјалните мрежи кои редовно функционираат подлежат на мониторинг на агенцијата. До сега има 7 кои ги испочитувале обврските. Инфлуенсерите да си одберат регистрација во Агенцијата за медиуми или прекршочна пријава. Ако сте блогер и имате над 10.000 следбеници на некоја социјална мрежа, мора да се регистрирате во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Тоа мора да го сторите до март годинава, во спротивно ќе се соочите со прекршочна пријава. Иако од Агенцијата повеќе пати испратија повици и опомени за креаторите на содржини да се пријават, до сега само 7 лица уредно си ја завршиле обврската, иако бројот на инфлуенсери во Македонија е далеку поголем. Ние имавме повеќе состаноци со дел од инфлуенсерите кои што ги каневме да доаѓаат, учествуваа во процесот и законска обврска беше да се регистрираат до 31 декември.
Бидејќи само 7 инфлуенсери се регистрираа до 31 декември, а ние знаеме дека таа бројка е поголема, упатишме повик да исполнат својата законска обврска. Какви последици има доколку еви инфлуенсерите пробиене практично рокот, не се регистрираат во регистарот на АВМУ? Што вели законот? Законот вели дека ќе се покренуваат прекршочни постапки, а можеби во консултација со УЈП, доколку не ги плаќаат своите обврски кон УЈП, ќе се води постапки УЈП кон нив. Измените во медиумската легислатива се направени во јуни 2023-та, кога и прв пат беше препознаено постоењето и влијанието на инфлуенсерите. Овие субјекти сега подлежат на регулација и имаат обврска да се регистрираат во агенцијата. Експертите посочуваат дека во овој процес е важно да бидат вклучени самите инфлуенсери, но и секоја реклама што ја постираат на социјалните мрежи да биде правно регулирана. Повеќе да се вложи сила и енергија кон компаниите, односно кон оние кои што ги нарачуваат промотивните активности. Бидејќи знаете како кај авторските услуги или кај било кој друг начин на префрлање на средства за вршење на одредена услуга, со кој што се плаќа одреден данок, многу полесно ќе може таа работа да се регулира и самите компании кои ќе разговараат со инфлуенсерите за некаква услуга која што тие ќе ја прават, таа да биде правно регулирана, да биде правно заштитена и за двете страни, и за нарачателот и за извршителот на услугата, односно инфлуенсерот, и во исто време државата да го земе свој дел на данокот. Во Европа не постои унифициран закон за контрола и регулација на инфлуенсерите, туку тоа се прави со повеќе законски акти, со приоритет на тоа граѓаните да не бидат изманипулирани или измамени. Повеќе различни акти, како што се, например, директивата за заштита на потрошувачите, актот за дигиталните услуги, GDPR актите и така натаму, се различните форми во кои што се води грижа за тоа да самите инфлуенсери, самите луѓе кои што стваруваат свое влијание и пласирање, односно заработка преку интернет, да сето тоа го направат начин на кој што крајните потрошувачи, односно граѓаните ќе бидат заштитени. Задолжителното регистрирање важи за сите инфлуенсери, влогери, креатори на содржини, јутјубери кои споделуваат видеа на YouTube, Instagram, TikTok, имаат повеќе од 10.000 следбеници или претплатници. Остваруваат економски интерес од медиумската услуга, но и за оние креатори кои во последните 12 месеци објавиле најмалку 24 аудиовизуелни содржини. Габриела Лескова, Сител телевизија. Поради дефект, голем дел од Скопје остана денеска без парно. Како што информираат од ЕСМ, во моментов има прекин во испораката на топлинска енергија кај потрошувачите од Центар, Аеродром, Ново Лисиче, Кисела вода и Автокоманда. Екипи на ЕСМ дистрибуција на топлина се на терен со цел точно лоцирање на дефектот и изолирање на истиот, со цел воспоставување нормална испорака на топлинска енергија, велат од ЕСМ. Ова грејна сезона постојано има проблеми со парното, а месецов граѓаните ги добија првите зголемени сметки откако Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за поскапување од речиси 6%. Како причина за поскапувањето беше наведено потребното инвестирање во дотроената и стара топловодна мрежа. Над 30 деца хоспитализирани на детската клиника поради грип. Трамп тврди Иран се откажал од 800 екзекуции врз демонстрантите. Сезонскиот грип им отвори доста работа на матичните лекари, состојбата не е алармантна, иако бројот на заразени расте. Трен Ристовскијаво. Грипот ги полни матичните ординации во Штип, но лекарите уверуваат дека состојбата не е алармантна и е вообичаена за овој период од годината. Симптомите се типични како за сите респираторни заболувања. Изненада високи температури што може да бидат до 39 и повеќе. Може би и тоа е алармот што ги полни нашите ординации. Малаксаност, општа слабост, намален апетит, гадење, главоболка. Меѓутоа не треба да се плашат, затоа што терапија е симптоматска. Грипот не се лекува со антибиотик, него со мирување, со течности, лекови што намалуваат температурата и болката во тело и секако изолација. Во пресрет на големиот христијански празник Водици, кога многумина млади лица ќе скокнат по светиот крст во студените води на река Брегалница, лекарите советуваат верниците кои ќе се одлучат за овој чин да бидат психички и физички здрави и да не конзумираат алкохол за загревање пред скокање. Адаптација да направат на надворешната температура со температурата на своето тело.
Секако треба да бидат прегледани од лекар, да немаат некои здравствени проблеми, што би можело да донесе до несакано дејство, за да и даде, да кажем, потврда дека може да го направат овој акт. Потврда од лекар кој ќе направи медицински преглед, ЕКГ и мерење на крвен притисок бараат и од Брегалничката епархија за сите верници кои се пријавиле за скокање по Светиот крст. За Сител, Трајан Ристовски. А над 30 деца се хоспитализирани на детската клиника во Скопје со симптоми на грип. Иако бројката на заболени расте, и здравствените власти и од Министерството за образование кажаа дека нема пролонгирање на второто полугодие и децата од вторник ќе се најдат во училиште. Редуцирани посетите на клиниката за детски болести поради големиот број на болни деца. Со грип има хоспитализирано 30 пациенти, како и бебиња со респираторен синцитијален вирус. Доенчињата според педиатрите се најмногу на удар на респираторните инфекции и дел од нив имаат потреба и од кислородна поддршка. Дел од нив кои развиваат и долно-респираторен инфект со пневмонија, бронхиолит или миозит, запалење на мускули, ги примаме за болнички третман. Кој е изолиран претежно вирусот на инфлуенца А, во последно време расте бројот на пациенти кои имаат и респираторен синцитијален вирус, и секако нашите препораки е максимално да ги редуцираме посетите со цел да ги заштитиме децата. Освен децата во ризичната група се и повозрастните кои имаат хронични заболувања кај кои грипот прави дополнителни компликации. На пулмологија во приоритетната амбуланта постојано имаат гужви, а над 100 прегледи за 24 часа има и на клиниката за инфективни болести, каде имаат хоспитализирано 30 на болни со потврден грип. 2 од нив се на респиратор на одделот за интензивно лекување. Иако бројките на заболени растат, здравствените власти и Министерството за образование кажаа дека нема пролонгирање на второто полугодие и децата од вторник се враќаат во училиште. Сања Димитровска, Сител телевизија. Понеделник е големиот христијански празник Водици. Во Македонија масовно се чествува. Подготовките се при крај, екипите на Црвениот крст апелираат до учесниците на настанот да го проверат своето здравје. 5 тимови на спасители на вода распоредени долж градското пристаниште и во спасителни чамци во вода. 3 нуркачки тимови, 5 медицински тимови за укажување прва помош со 2 амбулантски возила. Помогнати со медицински тим на итната медицинска помош ќе се грижат за безбедноста на капачите во вода и сите посетители на големата културно-верска манифестација Богојавление Водици во Охрид. Тимовите на Црвениот крст на пунктот на Црвениот крст помеѓу капетанија и ресторанот Чум ќе вршат превентивни основни здравствени прегледи на сите оние кои што сакат да се прегледат пред да влезат утредента во водите на Охридското езеро. И препорачуваме на сите да дојдат да одвојат 5 минути и да ја видат својата здравствена состојба, да ги добијат препораките, да знаат каде е движењето и каде ќе се тимовите за не дај Боже. Од Црвениот крст апелираат и препорачуваат до скокачите по крстот да ја проверат својата здравствена состојба и да се информираат за ризиците и опасностите кои постојат при капење во вода со температура од околу 8 степени Целзиусови. На 19 во понеделник, кога и се очекува да се осветат водите во Охридското езеро овде на градското пристаниште, очекуваме сончево време, ладен северно-западен ветер со брзина од околу 3 до 5 метри во секунда и температура на воздух околу 5 степени, а температура на водата околу 8 степени. Значи, прилично непријатни временски услови што се однесуваат до температурите, но сме навикнале и оние кои што влегуваат во водите на Охридското езеро, така да доколку се слушаат препораките, доколку ги почитуваат препораките и она што сега ќе го кажам, значи пред се сите оние кои што чувствуваат некоја слабост, имаат некој здравствен проблем, да не влегуваат во водите на Охридското езеро. Да не се конзумира алкохол пред влегување во водите на Охридското езеро, затоа што алкохолот рапидно ја намалува температурата на телото. Под мотото една капка може да промени се. Во организација на Црвениот крст на Водици ќе се реализира и традиционалната крводарителска акција. Нина Ритоновска, Сител телевизија.
за Гренланд, зошто Трамп инсистира за островот, што е стратешката важност, можно ли е Европа и САД да влезат во отворен конфликт, крие ли тајна ледениот остров? Во тема на денот, Златко Кузманов, експерт за безбедност и меѓународна политика. Во